Брзиот трансфер на пари кој направи од социјалците должници на државата, повеќе нема да ја усложнува постапката за добивање социјална помош. Измените на Закон за социјална заштита кои стапија на сила пред 10 дена го избришаа спорниот член кој за невладиниот сектор беше незаконски, а Уставниот суд го укина уште пред 2 години. Тоа обезбедува сушност на приматерите на социјална помош на кои им беше укинена социјалната помош заради брз трансфер на пари, од денес повторно да може да аплицираат за истата и истата да ја добијат. Сакам да укажам дека и корисниците на социјална помош кои што заради дополнителен приход истото право им беше укинено и тие може да го остварат. Ова право го остварија повеќе од 35 семејства од Виница, меѓутоа веруваме дека бројката може да достигне до најмалку 70 семејства. Во пакетот измени на законот се измените во делот за нега од друго лице при што се укинува консилијарното мислење. Ова значи дека лицата повеќе нема да плаќаат по 1200 денари за консилијарно мислење, нема да патуваат и да имаат патни трошоци за да стигнат до комисијата во Штип, а пред се болните нема да се малтретираат по патиштата. Тоа значи дека лицата кои се немокни, кои се болни, нема да плаќаат и нема да вадат консилијарно мислење, туку само со лична медицинска документација, лична карта ќе можат да понесат во Центар за социјални работи. Во Делчево има 134 лица роми приматели на социјална помош по различни основи. За сите е заедничко дека тешко се живее со социјална помош, но уште потешко без неа. Добивам, ама многу малку, со 1800 и дете учам, 9-то одделение ми е детето, не можам со тие пари, струја, вода, со 400 динара го значи учам. Одбиен сум пред година и можеби 4 месеца, значи повеќе од година време, поради тоа што син ми се е запослил в работење, поради него немам право на остварување на парична помош. И сега година и нешто е поминало, мислам поново да си го остварам правото како единка. Невладината Ками Ромскиот информативен центар од Делчево одржа работилница со примателите на социјална помош за да ги информираат за измените на законот кој треба на оваа категорија граѓани да им ја врати довербата во институциите. Инаку 430.000 евра должеа 2203 социјалци на Министерството за труд и социјала поради брзиот трансфер на пари и спорниот член од правилникот за доделување социјална помош. Во Делчево 9 лица го изгубија правото по оваа основа.